Одлична атмосфера, европски дух, но и многу настани за млади. Ваква е најавата за одбележување на месецот мај, месец кога се одбележува и Денот на Европа. За тоа, какви настани и активности се предвидени за одбележување на овој значаен ден за Европа, утрово во Македонија наутро разговараме со Валјон Салихо од Europe House од Скопје. Валјон, да ти посакам добро утро и добре дојде во програмата на Македонија наутро. Добро утро, благодарам на поканата, секој задоволство. За почеток на нашиот разговор, ајде малку да позборуваме за тоа што всушност символизира Денот на Европа и зошто е значаен за граѓаните кај нас. Денот на Европа е ден кој што се слави низ цела Европа. Како датум го символизира мирот, го символизира заедништвото, соработката и тие се основите и принципите врз кои што се основат и нашите активности годинава. Зошто е важно за нашата држава? Затоа што нашата држава е дел од Европа и секако не можеме да го избегнеме како настани, како датум, секогаш е задоволство, особено мај низ целиот месец ние имаме разноразни активности, така и оваа година. И земајќи го предвид фактот дека целиме кон Европа, целиме кон Европската Унија, секако дека не само 9 мај, туку цел месец мај и све што правиме секако дека има посебен карактер. Валјон, какви активности подготвува Europe House годинава за одбележување на овој ден во текот на целиот месец, фактички низ целата држава? Како што спомнав, имаме разноразни активности. Веќе години наназад, 9 мај не го славиме само како ден 9 мај, туку имаме активности низ целиот месец. И тоа не само во Скопје, туку низ целата држава, така и оваа година. Ќе имаме разноразни активности, ќе бидеме активни скоро секој втори или трет ден во месец мај. Активностите ќе почнат на 4 мај во Битола, каде што ќе имаме концерт на Феймс, кои што ќе изведат филмски класици од аспект на мюзикал. После тоа ќе се префрлиме во Охрид на 6 мај, каде што ќе имаме хуманитарна трка заедно со Младинскиот совет. Тамо во Охрид ќе парите ќе бидат донирани во добротворни цели. После тоа ќе се префрлиме на главниот настан во Скопје на 9 мај. Тука пред школка ќе имаме многу убав настан отворен за сите. После тоа истиот ден на 9 мај ќе имаме активности во Кочани, 9 и 10. Ќе цртаме мурал со младите тамо во Кочани. После тоа ќе имаме активност во Велес на 12, кај што ќе засадуваме 2500 дрвја. Активностите ќе бидат заедно со амбасадите на земјите членски на Европската Унија. После тоа, само да не пропуштам нешто, 14 мај исто така се враќаме повторно во Битола, ќе имаме концерт на Фанк Шуи, кај што платото пред офицерски ќе има фестивалска атмосфера, па после од 15 до 17 мај се враќаме повторно во Кочани, таму ќе имаме кино на отворено. И верувам дека ќе биде убаво и времето ќе не послужи тие денови. На 16 мај ќе имаме многу убав настан во Охрид, ќе имаме соработка со Република Албанија, каде што заедно ќе направиме крос-бордер активност, ќе возиме велосипед околу Охридското езеро, значи Струга, Поградец и Охрид. Така да после продолжуваат настаните во Тетово, ќе имаме сајм на книгата, кај што разноразни писатели ќе ги промовираат нивните книги, ќе има дебати, вмрежување, исто така еден мал концерт. И после тоа ќе се префрлуваме во
Штип, кај што ќе имаме саем на вработување, не на вработување, туку на кариера, и после тоа сите активности ќе ги завршуваме на 24 во Гевгелија. Така што, како што спомнав, скоро секој втор ден ќе имаме активности. Да, вистина богата програма и бројни активности не само во Скопје, туку и во поголемите градови низ државата, со оглед на тоа што дека се наоѓаме во моментов на локацијата каде што ќе биде одбележувањето на 9 мај овде во Скопје, што ќе се случува токму тука на школка во градскиот парк. Да, како што спомнав, идејата на славењето на 9 мај е соработката и споделување на тие вредности. Токму тоа е идејата на настанот кој што ќе биде тука на 9 мај. Реално ќе биде отворен настан, ќе биде поделен во неколку зони кај што ќе има, да речеме, ќоше кај што ќе промовираме наша храна, ќе има ќошиња кај што ќе се промовираат зелени бизниси, ќе имаме ќошиња кај што ќе бидат направени само за младите, заедно со амбасадите на земјите членки ќе организираме разноразни игри и секако сето ова ќе биде проследено со концерт тука на главната бина кај школка и ќе имаме многу добри бендови, почнувајќи од Дина Јашари, Conquering Lion, ќе имаме гостинка од Косово Званда, ќе имаме диџеј сетови и така натаму. Мислам дека ќе биде убав ден, сабота, верувам ќе не послужи времето и како што е обичај 9 мај да биде ден за прослава. Валион, и за крај на нашиот разговор, како ќе може да се вклучат младите во сите овие активности што претходно ги споменавме и која е пораката што сакате да ја испратите? Значи, Europe House као таков, основата, базата на Europe House се младите. Не случајно и мотото ни е тука за младите и сите активности кои што ги патем ги правиме не само месецов, туку не целата година, се основаат на младите. Ние ги вклучуваме нив во секаде, како што напоменав со младинските совети низ другите градови, ги организираме настаните и така натаму и младите се веќе вклучени од еден или од друг аспект. Меѓутоа другите би ги поканил чисто да бидат дел од овие настани, пошто секој настан е вмрежување, секој настан е можност да запознаеш некого, да се отвори на врата и така натаму. И секако да дојдат во Europe House, во било кој Europe House низ државата и секојаш вратата е отворена. И инаку пораката е таа. Сакаме да споделуваме дека соработката е клучна, која се зима во предвид Европа како таква и секако сакаме преку нашите настани да ги споделуваме заедничките вредности кои што ги има нашата држава со Европа и Европската унија. Јас на крај би ви посакал успешна и лесна работа со оглед на тоа дека ќе имате бројни активности во месец мај, а ние се разбира ќе ги проследиме голем дел од тие активности, не само во Скопје, туку и во останатите градови каде што имаме наши дописници. Благодарам многу. Утрово во Македонија наутро ги најавивме активностите што ги подготвува Europe House широм државата по повод одбележувањето на 9 мај, денот на Европа, а заедно со нас беше Валион Салјухо од Europe House од Скопје. Колеги?